Дистокио, и ова е практично соработка помеѓу вас двајца. Па еве можете да ни кажете детали за самата книга Дистокио. Да, Дистокио е едно ново издание кое што е од оваа година и е проект што го работиме со Зорија заедно. Во таа смисла што јас го работам визуелниот дел, ликовниот дел, и во овој случај се работи за фотографии кои што се изработени со мобилен телефон, мислам фотографии се направени со мобилен телефон и се многу графички обработени. И целата графичка обработка ја правам на мобилен телефон. И се станува збор за glitch art или уметност на што изгледа како нарушени слики или како оштетени дигитални фајлови. Но тоа се прави намерно за да се постигне некаков ликовен ефект или некаква порака. И овие glitch art фотографии ги комбинираме во Дистокио со поезија од Зорија, која што е напишана во многу интересен стил, затоа што Зорија прави футуристичка поезија и урбана поезија, и нешто што е особено интересно, а многу ретко во како поджанр cyberpunk поезија или киберпанк поезија, односно пишува нели во како од иднината, се песни од иднината и се однесуваат на критично на животот во 21 век, животот со новите технологии во дигиталното општество и така натака. Така што имаме доста допирни точки, бидејќи јас со мојата glitch art покривам многу од тие теми, нели новите технологии, брзото темпо на живење. Намерно ги правам делата на мобилен и ги правам додека сум во движење, за да го акцентирам немањето време и преголемата употреба на преголемата зависност што имаме од мобилните и од интернетот и од новите медии. Така што тоа е полусаркастично употребата на овие техники, но само полу, затоа што во другата половина е помешана со искрен ентузијазам, со возбуда. И насловот на книгата што го избравме Дистокио е произлезен од Токио, но тоа дис го додаваме од дистопија, односно негативна утопија. Сакам да посочиме на некој нели страшен аспект на можната иднина или на некои елементи на сегашноста што не заплашуваат кога мислиме на нив. Меѓутоа, од друга страна, Токио има во себе многу возбуда и многу можности и многу ентузијазам сепак си носи како град на иднината. И ова е спој нели на ентузијазмот и од друга страна на да кажам на различни уметности, нели? Да. Јас морам да додадам, многу често книгата ја споредувам со одредени дела во поп културата, например Ghost in the Shell, што е многу познато аниме јапонско, каде што е во блиска иднина и се гледа како може да технологијата да го промени животот, или го споредувам со серијата Black Mirror, не знам како е преведена на македонски. Значи ја има таа идеја, односно мисла, начин на кој што ја гледаме блиската иднина, како може технологијата некои работи да ги направи повозбудливи, но како може, доколку ја користиме погрешно, например, да покаже како може да ни го промени животот на понегативно. И нели, мислам, поезијата е многу добар медиум за покажување такви комплексни чувства, нели? И затоа песните се sci-fi футуристички малку, како што Симон спомна, некои се говорителот е веќе во иднината, некои има нови зборови, каде што да речеме претпоставуваат како ќе се развие јазикот, бидејќи нели песни од иднината би требало да имаат зборови што не ги препознаваме, па има во себе некакви нови технологии, точно, намерно измислени зборови, QR кодови каде што песната мора да ја дочиташ онлайн и така натаму, така што користиме и некои такви интересни елементи, читајќи мултимедиски на многу начини. Така. Како е Јапонија кога станува збор технологијата? Знаеме дека тие се, да речам, од нас многу понапред, нели, во секој поглед, но кои се вашите искуства, како таму се користи технологијата? Да, дефинитивно е исто така многу комплексен одговорот, бидејќи зависи која технологија. Јапонија изненадува нели во еден ист ден може да најдеш на многу висока
технологија, но потоа исто да мора да искористиш факс машина. Тоа е веќе познато. Се користи се уште, значи? Во некои фирми да, или на пример да мора да искористиш печат што е нели физички, но потоа си тоа да го пратиш по интернет и така натаму, што многу е комплексен одговорот со технологијата. Мислам дека сите имаат некаков така комплициран однос. Јас можам да ви кажам по-конкретно за книгата, за песните. Песните ги пишував намерно да избегам од технологијата, а сепак да ја користам. И голем дел од песните се правени во движење, во метро, на мобилен вако телефон, но избегнувајќи да не сум на социјални медиуми, освари да пишувам поезија во движење, каде што сите секако држат во раката, значи телефон, градот и метрото имаат постојано постери и објаснувања и ги молат, значи вако сите да не шетаат со телефон во раката, да гледаат напред, да нели да погледнат. Да, тоа што дефинитивно се гледа таа зависност од социјални медиуми и телефони. И кога почнав да ја пишувам поезијата, беше исто еден обид да не сум толку зависна од технологијата, а да ја користам. Да ја користам. Симон, ти работиш во една од најуспешните компании за архитектура, како уметник работиш таму. Кажи ни како вие користите технологијата, вашата компанија и генерално лично ти? Да, ние имаме специјален тим во Никен кој што е одговорен за да наоѓаме начини како да употребуваме најновата технологија во самата фирма и во текот на нашата работа и во како го користиме просторот, а исто така и да наоѓаме начини како да го употребуваме во проектите што ги работиме како архитектонска фирма и како предлог проекти што даваме до нели за урбан развој и урбано планирање. И постојано имаме нови модели на роботи во канцеларијата кои што се не зборувам за роботи кои што ги употребуваме во работата, туку роботи кои што се канцелариски роботи, на пример што носат, ни доставуваат храна или кафе, или помагаат со некои општи канцелариски работи. И мене ми е смешно затоа што еден од слоганите е Robot Friendly Office, канцеларија која што е пријателска кон роботи, меѓутоа смислата на тоа е не дека сме непријателски кон луѓе, туку е дека се зема во обзир како да се оптимизира просторот за да можат роботите ефикасно да работат, да ни помагаат за се што е потребно. И исто така постои големо движење да се прави поголема свесност за колку тоа е нели се одразува на зголемениот трошок на енергија, бидејќи роботите користат дополнителна енергија, меѓутоа ние правиме големи напори со нови апликации, со AI технологиите, со нови сензори, како може да се намали потрошувачката на енергија во целата зграда и сите светла и air condition е автоматски контролиран од тоа каде колку луѓе се задржуваат или каде има потреба. И кога нема во некој дел потреба, на пример, ако нема многу луѓе присутни, системот сам го намалува вентилацијата или светлото за да се заштеди на енергија. И сите можеме да имаме увид во сите тие податоци, каде што можеме да видиме колку секој ден сме заштедиле енергија или нели како тоа се одразило на нашата carbon footprint. И со поените што ги добиваме некаква награда како добро денеска заштеди многу енергија, можеш да пиеш кафе бесплатно. Па многу интересен начин на како сето тоа функционира. Ова е веќе од друг аспект. Ова е веќе утопија. Да. Утопија, значи начин на добро користење на технологијата. Да. Да, и постои тука и нели многу свесност дека иднината не е во тоа технологијата да ни изолира од другите луѓе, нели не да се затвориме за VR сет и да се изолираме, да се оддалечиме од другите и самата комуникацијата да ни оди преку вештачка интелигенција или онлайн, туку напротив има голем напор, нели роботите ни помагаат со работите кои што не треба помош, но гледаме колку што може новата технологија да користиме на начин кој што ќе не охрабри да поминеме повеќе време со луѓето и повеќе време здружени и повеќе време на отворени во природа. Уствари не гледаме технологијата да ја користиме да оддалечи од природата, туку да ни овозможи да се вратиме повеќе нели во повеќе време да поминеме надвор, на ден и со луѓето. Така што тоа е нели некоја нова тенденција во Јапонија и мене тоа ме радува што имам прилика да работам на такви проекти. Да. А јас можам да додадам дека исто така
книгата намерно е во принт, бидејќи многу луѓе ме има прашано дали ќе биде дигитална, бидејќи нели се зборува за гличови, дигитални, значи технологии, cyberpunk, поезија, но ние сакавме да се печати и да има со неа, значи настани намерно, затоа што нели повторно тоа што Симон го кажа, дека сакаме и технологијата, и поезијата, и културата да е сепак еден повод за да поминуваме време заедно. Така. Што е многу добар момент да кажам дека, значи, за книгата често ни организираме поетски читања и со Tokyo Poetry Journal, значи исто време организираме многу разни. Јас ги викам поетски читања, но мислам дека тоа ствара друга слика на читање каде што чита еден и на другите им е досадно. Кога викам поетски читања, да се повеќе поетски перформанси,